Ви благодарам, подпредседателя, почитувани колешки и колеги, почитувана македонска јавност. За мене навистина е деградирање на Домот на демократијата, Домот на граѓаните, денес да разговараме за едно вакво предлог решение за господја Светлана Жупановска, заради тоа што на македонската јавност, на македонските граѓани им е доволно од уште повеќе или нови ликови како што е Кацарска, како што е Русковска, како што е Бозаджиева, како што е Јовевски, како што е Дамева, Црвенковска и може цел ден да наредувам тука имиња кои што ќе служат на партијата, на владата на СДСМ и ДУИ, а не на народот и на државата. На народот му е доста од партиски решенија во судството и јавното обвинителство. На сите нас ни е повеќе од јасно дека ваквите кадровски решенија никогаш нема да застанат на страната на или одбраната на правото, нема да застанат на страната на доброто владење, нема да придонесат во подобрување на институциите кои што се клучни во делот на правниот систем, како што е јавното обвинителство, како што е Советот на јавни обвинители, како што се судовите. Туку напротив, тие исклучиво ќе служат на ова владино мнозинство, дотолку повеќе најверојатно и ова владино мнозинство брза за да ги наполни судовите и јавните обвинителства и правосудните органи, заради тоа што е свесно дека многу скоро од денес ќе се најде токму пред лицето на правдата. И сега бара партнери, замислете во одбрана на нивните криминални и криминогени действија. Но ви кажувам дека апсолутно за ова ќе стигне одговорност и тоа пред се од народот и од нашите, верувам, меѓународни партнери. Зашто го велам тоа? Замислете дека амбасадор на една земја членка во Република Македонија излезе и кажа дека поради последните случувања во правосудството ја стопира финансиската поддршка за реформи во истата институција. Апсолутно оправдано заради тоа што нашите меѓународни партнери и нашите граѓани бараат да видат реформи, а не еден театар, еден скап театар внатре во институциите кои што се дел од темелите на независна и суверена Република Македонија. За мене навистина е неприфатливо Собранието секогаш да има време да дискутира за партиски номинации, за кадрови решенија кои што произлегуваат од владата на ДУИ и СДСМ, но никако во изминатиот период да најде време да дискутира за пакет законски мерки кои што ќе им помогнат на граѓаните, кои што ќе им помогнат на стопанството, кои што ќе им помогнат на вистина на институциите за конечно овој мачен и напатен народ во Република Македонија да го види светлото на денот. За жал, изминативе 6 години апсолутно и во делот на правосудството, но и во било кој сектор, дали тоа е во образованието, во здравството и така натака, апсолутно не видовме искрена посветеност да се подобрат состојбите, да се подобри квалитетот на животот. И затоа со право граѓаните им даваат, замислете, само 3% доверба, ако може да се каже доверба на правосудните органи, односно, да бидеме попрецизни, 97% е недовербата во правосудството и јавното обвинителство во Република Македонија. И со вакви партиски номинации на членови за јавни обвинители, Совет на јавни обвинители, за членови на уставни суди и така натака, апсолутно и ова минорна, многу мала поддршка од само 3%, сигурна сум дека
е веќе исчезната. Многу интересно, најголемата и најпрогресивната влада, како што самите се именуваат, заборавија да испорачаат реформи токму во темелот на европската интеграција, токму во делот на владење на правото и доброто владење, па замислете токму оние за кои што и денес имате овдека предлог решение за да им ја продолжите кариерата кои што беа во делот на нема правда, нема мир, се оценети од Европската комисија со пониска оцена дури и од времето кое што токму ова парламентарно мнозинство го нарекуваше режим. Да, ова парламентарно мнозинство, така наречените големи борци за правда и мир, имаат пониска оцена токму од времето кое што тие го нарекуваа режим. Да, во времето на режимот имавте 3 во делот на владење на право и добро владење, а сега имате 2. Оваа оцена, јас ве уверувам дека апсолутно ќе биде пониска со оглед на сите последни случувања кои што беа во овие правосудни органи. Впрочем, тоа јасно ви го укажа и апсолутно не само холандскиот амбасадор преку укинување на финансиската поддршка за јакнење на капацитетите на овие институции, туку и во изминатиот период јасно ви укажа дека ќе имаме со голема веројатност негативен извештај заради сите злоупотреби кои што ги направивте, а на кои што ставивте без никаков пардон и срам европско знаменце. Колеги, не само што апсолутно со едно вакво однесување вие не можете да не приближите, ниту пак да го придвижите овој процес на европска интеграција, туку многу брзо, поради тоа што именувате кадри кои што ќе служат на партијата, а не на народот, ќе одите во една таква долга и длабока опозиција, каде што се надевам, барем малку ќе размислите за се што направивте на оваа држава, на овој мачен, напатен народ и конечно ќе се реформирате и ќе разбирате дека европската интеграција не може да биде само теорија, таа бара резултати, а вие имавте можност. Токму еве и денес овдека да предложите професионалец, заради тоа што се уште има и сигурно некои професионалци кои што се останати во правосудството, а кои што се многу подобри кадрови решенија како што ви е вашата Светлана Жупановска, замислете, блиска пријателка на Катица Јанева. Која што е символ за криминал и корупција. Впрочем, ја мислев, колегата Пасиев може ќе земеше збор за да се приклучи во оваа критика на ВМРО-ДПМН заради тоа што од оно што разбравме од биографијата чинам е поранешен колега на господјата Жупановска, но тоа е лична одлука, тука нема што да се мешам, но апсолутно со вакви кадровски решенија вие одите во опозиција, ќе дојдат одговорни луѓе кои што ќе донесат реформи во судството и правосудството и тогаш сите овие кои што сега од владата се мачат и брзаат да ги наполнат правосудните институции, односно судството и јавното обвинителство со партиски кадри, верувајте, сепак ќе морат да излезат пред лицето на правдата и нема, верувајте, во некој независни институции, тие да можат да избегаат од истата. Апелирам да не поддржувате партиски номинации, партиски кадрови решенија, да застанете на страната на ВМРО-ДПМН, да застанете на страната на народот и конечно да ја спречиме партизацијата на она што е темел на правниот систем во Македонија, тоа се овие институции. Ви благодарам. Има збор Бојан Стојановски.